Речиси двојно ќе поскапи паркирањето на клинички од сегашните 30 денари. Пациентите ќе плаќаат 50 денари на час. Ова ќе се случи доколку биде потпишан договорот со компанијата Ѓока од Албанија, која откако го доби тендерот и треба само уште амин од влада за преку јавно-приватно партнерство, да стопанисува со најмалку 800 паркинг места. Министерот за здравство воопшто не го знае портфолиото на фирмата и колку е успешна во работата, но за Таравари новата цена што ја нуди Ѓока е пристојна. Од досегашните искуства на клинички, најмалку 1 час им треба на болните да најдат паркинг место, а дополнително е времето за прегледи и други процедури. Цените се 50 денари, во Рамстор е 60 денари, паркинг за 1 час. Добро, за Нова Македонија, видите, и тука имавме паркирање на автомобили кои што го оставаат тука и после излегуваа во град. 50 денари, ја мислам дека е пристојна цена во територијата. Нова Македонија, пред Нова Македонија е 40 денари за граѓани, така да 50 денари не е цена која што е многу висока. Информацијата дека Ѓока ќе го зема паркингот на клинички предизвика бурни реакции и критики на адреса на здравствените власти. Зошто странска компанија? Зошто повисоки цени и дали тоа значи откажување од нов клинички центар? Таравари ги следел коментарите во јавноста, а премиерот вели дека ваква одлука на влада нема, а при изборот ќе го гледаат и кредибилитетот на компанијата. Не е потпишано. Ако слушам од јавноста дека не им се допаѓа, тука сум и да не го потпишам. Нова влада работи поинаку од принципот како до сега, односно одлуките кои што ги носи оваа влада се исклучиво во интерес на граѓаните. И нема да биде поинаку. Јавното приватно партнерство не било на 20 години, туку според Таравари на 7 до 10 години. И како што беше објавено, државата ќе зема 1% годишно од профитот на компанијата. Ова беше причина и за реакција на опозицијата. Договорено е само 1% профит, за државата е крајно сумнително и отвара сомнежи за корупција. СДСМ бара министерот Таравари да одговори колков е неговиот личен интерес во ова, изразен во проценти. Во огласот за тендерот што го доби Ѓока Construction е предвидено фирмата да изгради и 2-катни монтажни гаражи. Оваа компанија од 2022 година има подружница и во Македонија. Сања Димитровска, Сител телевизија.